Неправно сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство и за интересот на темата за која што ќе разговараме денес. Пред да почнеме со пресконференцијата, би сакал да ви известам дека Сдруженијето ЕСЕ утре со почеток во 10 часот во хотел Арка организира национална конференција на која што ќе се дискутира за повеќе аспекти во однос на ромското здравје и пристапот на ромите до здравствени услуги, на која што учество ќе земат повеќе граѓански организации кои што работат на полето на унапредување на здравјето на ромите и исто така представници од јавни институции, односно здравствени институции и министерства, кои што подлабоко ќе дебатираат во однос на пречките со кои што се соочуваат ромите во пристапот до здравствените услуги. Сите податоци и резултати кои што ќе бидат презентирани на денешната пресконференција се добиени врз основа на спроведена методологија за мониторинг во заедница и мониторинг и анализа на буџет. Мониторингот на заедницата е спроведен во 8 општини и 15 населени места на локално ниво, а мониторингот и анализата на буџети е спроведено на национално ниво во однос на имплементација на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, која што е усвоена од Министерството за здравство. На пресконференцијава ќе говорат Весна Илиева од Сдруженијето ЛИЛ, која што ќе даде краток осврт на состојбите во однос на опфатот на деца роми со имунизација, односно со вакцинација и други услуги за превентивна здравствена заштита. Потоа ќе се обратам јас, Дарко Антич од Сдруженијето ЕСЕ и ќе презентирам имплементацијата на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. Потоа ќе се обрати господинот Кемал Исмаил од Сдруженијето Цедрин, кој што ќе ги презентира основните пречки кои што се детектирани во однос на пристапот на роми до услуги за вакцинација и услуги за превентивна здравствена заштита. И на крајот ќе зборува Зоран Добиковски од Сдруженијето КАМ, кој што ќе ги презентира основните препораки кои што заедницата и ние како граѓански организации ги даваме ги упатуваме до владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Почитувани, отклучени да ви посакувам добар ден. Денеска накратко ќе побирам да ви презентирам одредени показатели во однос на состојбата со вакцинација. Во Република Македонија, гледано на национално ниво, состојбата во однос на опфатот со вакцинација на децата изнесува и на солидно ниво, и истиот изнесува на 95%. Меѓутоа, низа години наназад се привлекува проблемот во однос на опфатот со имунизација на децата роми. Опфатот со вакцинација на децата роми на возраст од 0 до 18 години е доста понизок од националниот просек и истиот изнесува од 35% до 81%. Особено низок е опфатот на вакцинација кај децата роми со вакцините кои што се даваат во училишниот период и претежно тоа се должи поради ослепувањето со здравоопштениот систем. Во 2012 година, Сдруженијето ЕСЕ, заедно со партнерските организации ЛИЛ од Ѓурча Петров, Цедрин од Шуто Ридари и КАМ од Делчева, спроведува истражување за опфатот со имунизација на децата роми на возраст од 0 до 6 години, кое што се одвиваше во 8 општини и беше поддржано од Фондацијата Отворено општество на Македонија. Резултатите од тоа истражување го покажаа следно. Во просек 32% од ромските деца во сите вклучени општини не се вакцинирани, значи не се вакцинирани редовно или пак се не вакцинирани. Поточно, од 6 до 50% во Шуто Ридари, од 7 до 46% во Прилеп, 35% во Ѓурча Петров, 36% во Злокуќани и 36% во Старе за различни типови на вакцина. Најнизок опфат во сите општини се јавува кај вакцината против голема кашлица, односно вакцината Пертусис, при што ваков тип на вакцина не добиле. 70% од ромските деца во Ѓурча Петров, 50% во Шуто Ридари, Злокуќани и Делчева и 46% во Прилеп. Состојбата е доста загрижувачка и во однос на вакцината против детска парализа, односно полио, при што ваков тип на вакцина не добила 27% од ромските деца во Шуто Ридари, 44% во Ѓурча Петров и 53% во Злокуќани. Вакцината е најисплатлива јавна здравствена превентивна мерка со која се елиминирани или се редуцирани и се сведени на минимум многу заразни болести од кои луѓето во минатото умирале. По имунизацијата, односно по вакцинирањето, децата се заштитуваат повеќе опасни болести
и му се зајакнува имунитетот. Детето што редовно ќе ги прими сите потребни детски вакцини ќе стане отпорно на најтешките заболувања. Со редовна и потполна вакцинација се обезбедува сигурна заштита. Вакцинацијата во Македонија е задолжителна и бесплатна, се спроведува согласно календарот за имунизација, а додека пак вакцините се бесплатни, вакцините се квалитетни и безбедни. Благодарам. Благодарам, Весна. Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за здравство секоја година усвојува низа на мерки за превентивна здравствена заштита на мајките и децата. Во 2011 година Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за здравство усвои низа на мерки кои што се специфично насочени кон зголемување на опфатот со вакцинација во ромските заедници. Со тоа значи дека го увиде нискиот опфат на деца роми со оваа превентивна здравствена мерка. Во 2011 година во програмата за активна здравствена заштита беа предвидени 5 специфични активности кои што требаше да се спроведуваат специфично во ромските заедници, односно беа предвидени низа на теренски активности, односно посети во ромски средини, беа предвидени низа на здравствени едукативни активности, како што се едукативни работилници и едукативен материјал, и беа предвидени низа на активности за промоција на важноста од вакцинацијата и потребата од превентивна здравствена заштита. По-специфично беа предвидени следните мерки, односно 5217 патронажни посети на семејства со здравствен и социјален ризик, при што беше предвидена цена од 200 денари по посета, и патронажни посети и посети од ромски здравствени медијатори специфично во ромски семејства, односно 2476 посети по цена од 200 денари, со што во буџетот на програмата беа предвидени вкупно 1.538.600.000 денари. Потоа беа предвидени 30 едукативни работилници на семејства за едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинација, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје, за што беше предвидена цена од 1000 денари по една спроведена работилница и беше издвоен буџет од 30.000 денари. Беа предвидени исто така 50 едукативни работилници во детски градинки и центри за ран детски развој со посебна специфика на ромски средини, односно ромски заедници, по цена од исто така 1000 денари, за што беше предвиден буџет од вкупно 50.000 денари. Беше предвидена изработка, печатење и дистрибуција на 25.000 примероци од брошура за родители за доење и комплементарна исхрана, кои што треба да бидат преведени на македонски, албански и ромски јазик, за што беше предвидена цена од 10 денари по примерок и беше издвоен буџет од 250.000 денари. Беше предвидена и промотивна кампања за спречување на заразни болести и вакцинација кај деца од предучилишна возраст и промоција на неделата за имунизација, за што беа издвоени средства во висина од 1 милион денари. Владата на Република Македонија и Министерството за здравство за овие активности, кои се специфично наменети за ромските заедници, во 2011 година одвои вкупен буџет од 2.868.600 денари, што представува всушност 14% од вкупниот буџет на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. По само 9 месеци, односно некаде септември-октомври 2011 година, вкупниот буџет на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца беше намален за 50%, односно од 20 милиони денари првично планираните беше намален на 10 милиони денари, односно по само 9 месеци од вкупните средства кои што беа наменети за спроведување на активности во ромски заедници, истите средства беа намалени за 10%, односно изнесуваат во септември и октомври изнесуваат 2.580.000 денари, што се должи на редуцирање на бројот на теренски активности, односно бројот на посети во ромски семејства, кое што од 7.693 посети беше намалено на 5.000. По извршените измени и дополнување на програмата, на крајот од 2011 година останаа непотрошени вкупно 60% од средствата наменети за реализација на специфични активности во ромските заедници, односно не беа изработени, испечатени и дистрибуирани предвидените брошури, не беа реализирани 20% од предвидените едукативни работилници и не беа реализирани вкупно 61% од предвидените патронажни посети.
Во периодот од 2011 до 2013 година, програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца претрпе вкупно 5 измени, односно 2 собраниски измени и 3 измени во рамки на Министерството за здравство, односно интерно, при што клучните промени во програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца настана во 2012 година, кога средствата наменети за активности специфично кои што треба да се спроведуваат во ромски заедници беа намалени за вкупно 85%, односно од 2.580.000 денари во 2012 истите изнесуваат 390.000 денари. Во 2013 година, односно денес, за оваа намена има вкупно 380.000 денари, односно од вкупно 5 активности кои што беа предвидени со буџетот на програмата во 2011, денес има само 6 едукативни работилници и една неделна на имунизација. Партнерските организации кои беа спомнати работат уште од 2011 година на полето на мониторинг на заедницата, каде преку активно вклучување на заедницата се следи спроведувањето на мерки за унапредување на офатот на деца роми со вакцинација. Воедно се детектираат и клучните проблеми кои се јавуваат во ромските населби, тоа за спроведување на здравствените услуги и здравствените услуги за вакцинација. Ова мониторингот овде се спроведуваат последните општини. Тоа е Шуторизари, Белче Петров, Сарај, Карпош, Делчево, Пекчево и Виница, и воедно и Прилеп. Значи, овде мониторинг се врши во овие општини каде ни се заеднички сите проблеми што се јавуваат. Прво, од тие клучни проблеми, што ги напоменам овде, се едукативните работилници наменети за родители роми, односно за едукативни работилници за детско здравје и за вакцинација што не се спроведуваат во ромските населби. Односно, просекот од 79% од родителите не беа запознаени дека во нивните населби или во нивните заедници се одржуваат вакви едукативни работилници и дека не биле запознаени, односно и не ги посетиле ваквите едукативни работилници. Тоа е еден од клучните проблеми. Како втор проблем кој е клучен се јавува посетите на патронажните сестри кои не ги реализираат во обемот и бројот што е даден по програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. Значи, предвидени се 5 по програмата и 2 дополнителни во ромските седмици. Од овие посети се реализира само 1 до 2, а се предвидени 7. Тоа е еден голем клучен проблем и представува проблем во ромските семејства. Поканите се уште од дополнителни проблеми за ромските семејства. Доставата на поканите по пошта не може да се доставуваат и не се реализираат бидејќи инфраструктурата каде живее ромското население не е сосветна за да може да се достави покана по пошта и миграцијата или честото менјавање на своите живеалишта. Значи, ова е исто еден крупен проблем, за да можат ромските деца да бидат навремено обавестени, за да можат да ја примат таа дадената вакцина што е предвидена. Друг проблем кај ромските семејства, што ние со мониторингот го уочивме, дека оддалечењето на здравствените домови е еден голем проблем, а уште дополнителен проблем што во тие домови каде што, например, те напоменам дека во Шуторизари има здравствен дом, меѓутоа има и одел за вакцинација. Имат домови каде нема оделение за вакцинација. За да може родителот да го однесе своето дете, да го вакцинира, потребно му се 100 до 250 денари за превоз,
а тоа е за едно семејство некако многу тежок проблем да ги најде овие средства за да може да го вакцинира своето дете. Има уште многу вакви проблеми што се јавуваат у ромската заедница, најверојатно понатаму ќе ги кажуваме, ќе зборуваме за нив и се надеваме дека еден ден ќе наидеме на големо разбирање за да можеме овие проблеми да најдеме решение за сите што се јавуваат во ромската заедница. Фала. Сакам да кажам дека ние граѓанските организации кои што работиме на полето на здравје и пред се на полето на дигнување на нивото на имунизација кај децата роми сме во континуирана и регуларна соработка со здравствените домови. При тоа искажуваме огромно задоволство дека здравствените домови покажаа сенс и интерес за решавање на овој проблем. Меѓутоа мора да истакнеме дека овие активности и залагање од страна на здравствените домови не резултираа со очекуваните резултати. Токму заради тоа, ние имаме конкретни барања пред се до Министерство за влада, до Министерство за здравство и до владата на Република Македонија во рамките на програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца да предвиди активности, истите да ги буџетира и истите да бидат имплементирани, а не да стоят декларативни само на лист хартија. Предложените мерки кои ще ги предлагаме се следните. Најпрво, спроведување на 60 едукативни работилници во ромски заедници на тема здраво детство и вакцинација. Изработка, дистрибуција на едукативен материјал со истата содржина во ромските заедници. Се смета дека на овој начин, согласно истражувањето, дека ќе се подигне нивото на знаење за важност за имунизација и ќе имаме видлив напредок. И третата активност што предвидуваме, што треба да биде вклучена во рамките на програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца, се спроведување на 3 теренски активности кои што се дел од неделна имунизација. Преку овие активности, теренски активности, се наоѓаат многу неимунизирани деца, се чешуваат списоците, се оди на терен и на тој начин се наоѓаат неимунизирани ромски деца и истите се имунизираат. За пример, еве само во 2013 година, оваа активност во општина Шутово Израви биле пронајдени и вакцинирани 240 деца. Исто така бараме да бидат вработени курири роми по сите поголеми општини кај што има концентрација на ромска заедница. Исто така бараме од владата на Република Македонија и Министерство за здравство да одвои минимални технички ресурси, односно обезбедување на службени возила за патронажните служби со цел да имаат реална имплементација на терен. Исто така бараме од единиците на локална самоуправа да покажат поголема одговорност и да издвојуваат средства за имунизација, по примерот да се обезбедат средства за превоз за оние локалитети кај што имаме заедница ромска која што е на поголема оддалеченост. Таков позитивен пример имаме во село Црник, каде што здравствениот дом од општина Ехчево отвори пункт за имунизација. Се надеваме дека и другите општини ќе издвојуваат средства и ќе покажат голем сенс за проблемите на ромите. Сите овие предлози, математики се направени согласно дадената методологија на работа на самото Министерство за здравство, кој што во претходниот период подготвуваше програма, и истите се всушност предлози кои доаѓаат од работата на терен. Благодарам. Ако имате некакви прашања во однос на темите за кои што разговарахме денес, слободно можете да поставите. Доколку треба некаква дообјаснување, појаснување. Си кажете. Само податоците беа од 2011, така немате онлайн уште. Целата методологија, сите активности во однос на методологијата за мониторинг и анализа на буџет и мониторинг во заедница се спроведува во текот на 2012 година, меѓутоа бидејќи финални извештај на Министерството за здравство се однесува за претходната година, односно 2011, заради тоа
вршевме анализа на претходната година. Значи тековно Министерството за здравство нема податоци кои што би можеле да се искористат освен планираните програми